Дали граѓаните треба да ги знаат уставните промени за кои ќе гласаат или не? Дали уставните промени не се суштина на договорот и дали прашањето за уставните промени не е легитимно? Ова се прашањата кои се наметнаа по синокешната дебата помеѓу Радмила Шекеринска и Александар Николовски во емисијата 360 степени на Алсатем. Водителот на емисијата како факт констатираше дека ќе одиме на референдум без да ги знаеме уставните промени, за кои меѓу другото ќе гласаат граѓаните на 30 септември. На што подпредседателката на СДСМ и на владата тврдеше дека е поважен ставот на ВМРО-ДПМН за референдумот, отколку тоа на граѓаните да им бидат воочени промените кои се планираат во Уставот на Република Македонија. Според Николовски, ова е евидентно бегање на СДСМ од одговорот на прашањето и криење на уставните измени од граѓаните пред референдумот. Суштината на договорот, ако беа уставните измени, ќе стоеа тие уставни измени во договорот. Не се според вас суштина на договорот уставните промени? Суштина на договорот се одредбите кои што сме ги дискутирале. Па тие повторно ќе бидат, тие уставни амандмани ќе се дискутираат 4 месеци. Мислам дека е легитимно прашањето за уставните промени. Особено прашањето за тоа како ќе се менува преамбулата. Ајде да ве прашам, како е тоа легитимно? Прашањето за уставните измени кои зависат од референдумот, а денеска еве не е легитимно прашањето кој е ставот на ВМРО-ДПМН за референдумот. Денес на оваа тема проговори и премиерот Заев. Според него, доколку пред референдумот се презентираат уставните промени за кои ќе се гласа на 30 септември, тоа ќе било непријатно влијание врз граѓаните. Не може да се иницира правно-формално ваква постапка, заради тоа што тоа би значило преюдицирање на волјата на граѓаните. Јас сакав уште сега ако може да се презентира, да ги видат граѓаните како тоа излегува, но со сето тоа ќе се прави непријатно влијание врз граѓаните, а граѓаните треба навистина слободно да одлучат во овој период. Според Заев, промените во уставот кои ќе се носат по референдумот биле логични, ама за нив ќе се говорело јавно откако ќе се формирале официјалните државни комисии кои ќе работат на самите уставни промени.